По повод месецот на младото вино и традиционалното одбележување на производството на вино во Винскиот музеј во Кавадарци викендов во саботата, за прв пат се реализира настан под наслов Гурмански викенд на виното, нераскинлив дел од нашата традиција. Посетителите уживаа во младите вина на повеќе винари од текашијата, како и традиционална зготвена храна. Овој настан го отворија директорката на Винскиот музеј Весела Честоева и председателот на Кавадаречкиот совет доктор Стојан Чарамов. Се беше скоцкано во прекрасниот амбиент на дворот на Винскиот музеј на регионот Тиквеш, а истиот беше збогатен со убав музички перформанс. Инаку покрај другите винари пред гостите се представија повеќе семејни винари со производи од ова и од минатите реколти. Да подсетиме дека оваа седмица на 24 ноември свое вино или други производи ќе промовира училиштето за средно образование Ѓорче Пецов од Кавадарци, која од поодамна има своја земјоделска површина под лозје и своја винарија. Денот на младото вино кај нас се датира од поодамна како прослава. Од пред 13 години започна да се одбележува во винарската визба Тиквеш, пурнек на француските винори, каде истото се празнува секоја трета седмица во месец ноември. Оваа манифестација за прв пат организирана од страна на јавната општинска установа Локален вински музеј Кавадарци ќе допринесе за поголема препознатливост на самиот објект и за поголема дружба и за одбележување на овој денешен ден. Советот го препозна тој белег и се надевам дека денеска ќе имаме многу прекрасни моменти во добра храна и добро вино. Се сеќавам 2020 година на овој објект во каква состојба беше, благодарение на визионерството на нашиот градоначелник господинот Митко Јанчев. После 2 години имаме една успешна приказна во која за 2 години има само околу 8000 посетители. Зошто излагаме? Чисто да се промовираме, да видат, да пробат луѓето каков квалитет имаме и со што се занимаваме. Успеавме, сведоци што веќе имаме 30-40 винари само во Кавадаречкиот регион отворени, каде што винската култура се подигна, каде што секој производител си го најде своето место под сонцето и дека направивме една успешна приказна. Винарите од 2004 година званично пуштена. Бевте сами тогаш? Па Чекоров беше, после јас сум после Чекоров. На Умчев почна. После помене на Умчев и така почна да се редат другите винари. Скоро 20 години искуство. 20 и после 20 години искуство имаме ли некоја винска култура? ме радува тоа што младите почнуваат да пијат повеќе вино него ли пиво. Моментално правиме баник. Традиционален начин, наш начин. Дали секој може да растегне хора? Може да проба, а вака дали ќе да растегне, не знаеме. Колку време го работиш ова? 20 години. Ова е шардоне на Ангелови, од која година? Младо вино, од оваа година. Каква берба има ова година? Па добро беше, релативно добро. Суровината како беше? Релативно добро. Какво вино пиете? Мислите у еколошка смисла? Да, во еколошка смисла. Па имаме Здравствена. Да, ја можам да гарантирам за тоа што сум одговорен и за заштита на растенијата на лозовиот насад кој што го има училиштето. Имаме контрола на употребата на пестициди. Значи тука имаме околу месец и пол, скоро 2 месеца без хемиски третман. Каква година има година за производство на вино? Па мислам дека беше многу поволна. Се гледа и по квалитетот на добиените вина. Имаме моментално носиме ние вранец и ракацтели, а имаме исто така и ризлинг, кабарне и розе од вранец. Денот на младо вино ние рекламираме наша собствена ракија. Која ракија произведувате, Петров? Произведувам ја ракија од моје лично гројзе. Имам околу 1 хектар, аба од короната навеќе ја почнав и малце повеќе да произведувам. Зошто? Зошто? Затоа што бев слободен. Има време. Па да, домашна ракија што од татко си го правиме тоа, нели? Останато ни е. Сите што имаме лозе, нема некој во Кавадар што не прави ракија. Како си правиме пишиички малку се прави? Одат ли пиши со вино? Абе, калва. Калва оно. Тоа е, мислам дека е ослога проб. Аха, суровината е ослога проб. Да. А вие сте мајстор неиспечни. Мајстор со јадот да приготвам.